Точно на полнок во очи на денот на македонската револуционерна борба, опозицијата гордо соопшти дека расчистува со хипотеките од минатото. По 5-часовен централен комитет едногласно ги разрешија Митко Јанчев и Костадин Богданов заради действување спротивно на интересите на партијата и државата. Барем такво беше образложението со кое пред медиумите излезе потпредседателот Александар Николовски. Но вчерашниот ден ќе остане запаметен по тоа што Сашо Мијалков, човекот кој до вчера го гледа како икона во партијата и чие име со страво почит го изговара, синоќа го прогласија за криминалец. Сакаме да ја честитаме новата криминална коалиција во Република Македонија, Зоран Заев, Вице Заев, Сашо Мијалков. Централниот комитет, заради истите причини, побара од матичните општински комитети да поведат дисциплинска постапка и да ги исклучат од членство Сашо Мијалков и Никола Тодоров. Но иако ВМРО ДПМН вели дека расчистува со бремето од минатото, на грбот на партијата се уште стои голем товар. Екс-лидерот Никола Груевски опфатен во неколку судски случаи на СЈО, а во еден и осуден на 2-годишна затворска казна, останува недопирлив и се уште ќе ужива во позицијата почесен председател на партијата. Дали во тие ќе влезе и Никола Груевски? Во моментов за почесниот председател на партијата нема никакви сознанија дека учествувал во обезбедувањето на ова двотретинско мнозинство и на ниеден начин не бил дел од таа работа. Кажавме за кого имаме сознанија и кажавме кои се мерките кои што ќе ги преземеме. Партијата ги повика и 8 пратеници од опозицијата кои гласаа за отворање на уставот да поднесат оставка, бидејќи како што велат работеле спротивно од волјата на граѓаните. Меѓутоа, во интервју за 360 пратеничката Канческа Милевска изјави дека одлуката за нивно исклучување од партијата е истресена од ракав. Не се согласувам дали ова е предавство или некој историски исчекор, затоа што многу неприфатливо е за мене да се делат и пратениците за предавници, за херои, за патриоти и така натаму. Вчера вечери разрешените Јанчев и Богданов за еден ТВ изјавија дека имаат диаметрално спротивставени ставови со Мицкоски, во која насока треба да се движи партијата и државата, па затоа очекувале ваков развој на настаните. Од владеачката СДСМ пак преку писмено соопштение истакнаа дека целата македонска јавност повторно го виде режимското лице на раководството на ВМРО ДПМН. Од Бихачка вела дека Груевски заедно со неговиот антизападен пион Мицкоски продолжуваат да им докажуваат на граѓаните дека се против НАТО и Европската Унија.